Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Добар ден, драги пријатели, добродојдовте у денешново издание од нашето шоу и нашата епизода. Она што денеска ќе зборуваме е една многу интересна тема, односно ќе позборувам малку за 7 чекори до успех, кои што ама и како не постојат. И она што сакам денеска да го расчистите во глава е дека доколку можеби барате некакви чекори, доколку можеби барате некакви подточки за вашиот успех поврзан со начинот на живот, изглед и така натаму. Доколку можеби барате 3 најдобри вежби за како да ги согорите мастите околу стомахот, доколку ги барате 5 најаки дисциплини за да направите сикспек, односно стомачни и така натаму, сакам да ви кажам дека не постојат. Но она што можеби е клучниот фактор зашто ги прифаќаме, затоа што звучи супер лесно и звучи низ 5 чекори. Искрено не знам дали постојат 7 вежби или 5 вежби или 5 типови на храна и 3 стомачни кои што ќе ви помогнат да го согорите тој дел околу стомахот, затоа што телото едноставно не функционира на 3 чекори. Телото не функционира на 7 чекори и ништо во животот кај што можеби посакуваме успех не функционира на 3 работи кои што ако ги направиме ќе се случат чуда. Она што секој од нас треба да го прави за да можеби си ја постигне својата цел е да постави континуитет во здрави животни навики. Ако тоа се работи можеби за некоја друга дисциплина и област во животот, се знае, ако сакам да направам можеби пари, треба секој ден по 12 часа да работам. Не постојат 3 стратегии за како можеби да направам пари. Истото и со начинот на живот, доколку зборуваме за изглед, за слабење, за поправање, за стомачни и така натаму, постојат континуитет на добри навики кои што подразбира добар правилен старт на денот, редовни оброци, доволно вода и физичка активност во континуитет, а не за еден месец, не за една недела и не 3 вежби. Значи метаболизмот не познава дека вие ќе направите, не знам, оваква вежба и дека ќе се појача тој мускул или слично. Постојат закони кои што важат за сите и доколку ви звучи супер да ви постојат 3 чекори за некаков успех во вашиот изглед, тогаш не знам, продолжете и ќе се разочарате и ќе се затворите во еден круг кој што ќе се повторува секојдневно и никогаш нема да ја постигнете целта. Она што мене ми е интерес и она што сакам да го постигнам кај вас е инспирација, пред се да бидете свесни и да ја знаете вистината пред да посегнете по нешто, затоа што многу е подобро да не посегнете по ништо и по никакви чекори доколку не сте свесни дека единствено нешто што ќе ви даде резултат на долг рок се континуирани здрави животни навики, редовни оброци, вода, правилен појадок и сите оние работи кои што ќе ги зборуваме и ќе бидам предоседен во овие епизоди и во ова шоу. За тука денеска завршувам и ви посакувам континуиран, квалитетен живот и здрави навики. Се гледаме во следната епизода. Чао!